Македонската диаспора во НИВ Италија одбележува 20 години од основањето на црковната општина. Значаен јубилеј посветен на прославен со сослужување со православната црква на Чешка и на Словачка. Мирјана Давидовска е во Италија со деталите. Добар ден од Ниве, од срцето на Пиемонте. Македонската православна црква, посветена на светиот Архангел Михаел, одбележува голем јубилеј 20 години од своето основање. Празникот на небесните сили, бестелесните ангели, што го почитува целата црква, овде добива особено значење, бидејќи ја одржува истрајноста на македонската заедница, силата и заедништвото во црквата. Овде во храмот Свети Архангел Михаел, сите македонци од овој регион се собра и присуствува на светата литургија со која што чиначествуваше европскиот митрополит владиката Пимен заедно со гостинот од Словачка владиката Ѓорги. Восхитен од посветеноста и сплотеноста на македонскиот народ и верниците овде во Ниве, владиката Ѓорги од Словачка порача дека Македонија е богата земја, особено со голем број на верници кои што прават се низ вековите за да одржат верата и традицијата, но и да го сочуваат својот јазик. Македонската црква е исто така посебна и по бројот на светители кои што ги подарила во православниот свет. Мислим што сам бил други архиереј из других помесних цркава кои е одмах после признавања нашег единства припутувал у Македонiju. И јас сам за себе открил едну неверојатну ствар. Боголюбезен и благочестив народ, пуно светиња, добре организирана црква, една култура, една заедничка историја, jer ученици Кирила и Методија, Гораст, Климент, Ангелар и Наум били су код нас на Моравии, у просторијама бивше Чехословачке. Значи, кад сам дошол у Македонiju, јас сам се одмах осетил као код своје куќе. Jer ми смо то исто. Имамо и ту исторiju, имаме те исте корене. И сваки пут, кад сам у Македонiji више и више имам могуćност да упознам и народ, и земљу, и сваки момент, сваки сусред е за мене лично велики благослов. Ова наша црква тука, затоа што е една од ретките православни цркви во околината, не ги собира само македонците, со кои ги собира и од други народи. Имаме и представници од неколку наши соседни држави кои доаѓаат и се цркуваат токму тука во нашата црква. Со тоа потенцираме дека сме наднационална црква која што треба да биде отворена за сите, а не само за поеден народ. И ете, токму во тој дух на отвореноста, 20 години може би имал јубилеј во однос на вечноста, но сепак е голем јубилеј. Тука затоа што првите наши македонци се преселиле пред некои 30 на години тука, а ние веќе до тие 30 години веќе славиме и 20 години организирана црковна општина. Овој јубилеј е особено значен за сите македонци кои што живеат во овој регион од Италија, бидејќи црквата е токму таа која што успеала да ги одржи сплотени сиве овие години. Нека ни среќен денот, Господ здраве да дава, па за нас многу значи. Еве овде сме сите изберени после многу години. Ова црква не држи како заедништво тука на македонците што се избираме. И за нас е голем празник. После толку години сме среќни што имаме црква кај да се собереме, да се видиме. Голем празник, Свети Ангел, што не чува сите над нас и Господ со Света Богородица заедно. Голема благодарност пред се на Отецот што тој беше иницијаторот и за се
покрај неговата волја и со молба на Бога дојдовме до тоа што сме и благодарение на целиот народ македонски што можеме сами да се сплотиме и сами да инвестираме во тоа што го имаме денес. Собираме се тука превише народ и е супер така, одржуваме си целата традиција и супер. Свеченоста по повод 20 години духовност, традиција и заедништво ќе биде одбележена и со музичка програма, со прослава на која што ќе бидат изведувани македонски песни и ора, а ние ќе информираме и во следните информативни изданија. Миријана Давидовска и Дарко Димитриевски од НИВ Италија.